До крајот на неделава на седницата на влада ќе се биде донесена одлуката дали наставата во второто полугодие од 1 февруари ќе започне со физичко присуство или онлайн. Министерството за образование ќе има состаноци со надлежните во здравство, соопшти денеска министерот за образование и наука Јетон Шакири. Тој посочи дека градинките се постојано отворени, функционираат и другите сектори, а за него како министар најважно е што децата одвај чекаат да започне учебната година. Шакири нагласи дека е важно да се почитуваат здравствените мерки и дека за заштита и предпазливост од COVID-19 не треба само да се мисли во училиштата, туку е важно и донесувањето надвор од нив. И како министери, целата влада, но и кризниот штаб и Комисијата за инфективни болести, имавме прилика кога требаше да имаме редовниот почеток на новата учебна година да се одложи за 1.2.2020 година. Во тој период го имаме предвид и мислењето од Комисијата за заразни болести. Исто така и во првата ситуација, мислењето на Комисијата за заразни болести беше дека децата, иако почнуваат на учебна година, се заштитени врз основа на податоците кои ги имаме и од претходните варијанти. Значи, не значи дека ако немат настава, повеќе ќе почитуваме препораките отколку што сме во настава. Во наредниот период ќе имаме состаноци до крајот на неделата, како што известивме и во првиот пат, дека во крајот на неделата пред почетокот на учебната година ќе се има предвид и ставот на комисијата, ќе се има предвид и ставот на кризниот штаб за почеток на новата учебна. Одлуката за продолжениот зимски распуст за околу 255.000 ученици владата ја донесе по препорака на главниот координативен кризен штаб, а на наредната седница го утврди и бројот на наставни денови во воредни околности во кои учебната 21-22 година ќе заврши во редовниот термин, односно на 10 јуни 2022.